Изминативе години Македонија доживува инвестициски бум, постојано доаѓаат нови инвеститори, вложуваат капитал и вработуваат граѓани. Успехот е огромен и одамна видлив. На овие теми разговаравме со министерот задолжен за странски инвестиции Бил Павлески. Кои беа клучните фактори за Македонија да стане посакувана бизнес дестинација? Македонија има направено голем напредок, посебно во економскиот дел и подобрувањето на самата бизнес клима. И тоа го сведочат многу независни странски извештаи и институции, како најпоследно Standard & Poor's, кредит агенцијата, покрај сите проблематики што се дешава во изминатата година, потврди дека економскиот раст на цврсто ниво од 3,7%, што е секако одраз на многу инвестиции, економски и капитални проекти што се одвиваат паралелно во самата економија во Република Македонија. Сега, кога ќе гледаме историски наназад, драстични реформи во самата бизнес клима беа направени после 2006, на самиот почеток, кога ВМРО дојде сам како партија на власт. Кога би гледале кои се најглавните промени во економијата, би рекол дека намалувањето на даноците, воведувањето на рамниот данок од 10%, беше така една од клучните добри работи што се случија, што има големо влијание на инвеститорите кога одлучуваат каде да инвестираат, и секако имаше доста големо клучно влијание врз домашната економија, затоа што воспостави еден вид на позитивен стимул на самите домашни компании да го зачуваат повеќе од профитот што го создаваат и секако тоа да го инвестираат во своји производствени капацитети, и тоа секако создава дополнителен број на работни места. Друго, она што беше клучно е тоа што драстични реформи беа направени во сите сегменти во администрацијата. Бирократски проблематики и ред тейп, што ги, како прилично се кажуваат во светот, беа драстично намалени и уште се намалуваат, и овие реформи продолжуваат. И како резултат на тоа, ако гледаме, Македонија од 94-то место тамо во 2006 година на Doing Business Report се наоѓа на 12-то место, што е извонена позиција, 6-та во Европа, е поради тоа, реформите кои се направени во самата администрација. Тоа е целокупно од регистрирање на компанија до аплицирање можда за градежна дозвола, кога компаниите соработуваат со царина. Сите тие реформи и многу други реформи на централно ниво и на локално ниво овозможија Македонија да се најде на оваа добра позиција. Друго што би истакнал исто така е тоа што е многу битно, е делот во образованието, структурни реформи што се направени се прават во образованието, и 6% од GDP фактички се троши кон обновување на универзитети и лаборатории и подобрување на самите кадри што веќе се образовуваат во овие универзитети, што е доста битно кога компании ќе дојдат, дали тоа се домашни или странски, да можат да ангажираат квалитетна работна сила. Сега, кога ќе ги видиме овие вака акумулирано, сите овие подобрувања во бизнес климата, како пакет, тие беа ставени и представени надвор од Македонија, широм светот, преку роаdshow, бизнес форуми, преку представници како мене и останатите членови на економскиот тим, кои се задолжени чисто да ги промовираат овие подобри услови во Република Македонија за водење бизнес пред странски компании, за да можат тие фактички да дојдат да инвестираат во Македонија, да стимулираат македонската економија и фактички воено во соработка со домашни компании целокупно да ја стимулираат и целокупната економија и домашните компании. Можам да кажам, барем јас кога бев назначен како министер, кога учествував на некои бизнес форуми и презентации каде што ги презентиравме условите за водење бизнес, Македонија
уште не беше толку позната дестинација за водење бизнес. Можам да кажам слободно денес дека кога веќе контактираме некои компании, тие веќе знаат, значи слушнале за Македонија, врз основа би рекол на нашите кампањи за водење на бизнес, исто така врз основа на овој Doing Business report, што е веќе извонреден за нас. Значи знаат каде е Македонија и во самата анализа ја вклучуваат кога веќе ќе одлучат каде да инвестираат, каде да ја пласираат нивната следна инвестиција. Значи драстични реформи се направени во позитивна смисла и очекувам и самите инвеститори ова го кажуваат дека очекуваат ваквиот тренд да продолжи, Македонија да не само да го задржи 12-то ниво на извештајот од Doing Business, меѓутоа исто така да се унапреди и да може во позитивна насока да стигне можда под 10-то ниво во следните години во Doing Business. Владата на ВМРО ДПМН има ист пристап кон сите инвеститори, без разлика дали тие ќе вработат во земјава 100 или над 1000 лица. Затоа во Македонија инвестираат и мали, и средни и големи компании. Речиси е невозможно да говориме за сите компании кои влегоа во Македонија, но ве прашувам за оние за кои вие директно работевте. Можеме ли да ги издвоиме најкрупните инвестиции? Секако инвеститорите кои доаѓаат од странство имаат ист третман како и македонските фирми. Она што тие позитивно има допридонесе тоа што дадо еден позитивен развој во целокупната економија и ако можам да кажам, може да ги разбуди малце и домашните компании да ги развиваат своите бизнеси да станат поконкурентни врз основа на нивната соработка со нив. Кога ќе видиме кој вид на компании веќе се влезени во Република Македонија, може да видите самите дека наш таргет беше да се развие самата индустрија. Тоа значи таргетирање на компании кои поставуваат гринфилд или нови индустријски капацитети. И како таргет индустрија од самиот почеток беше селектирана автомобилската индустрија. Тоа е поради искуството што сме го имале во минатото и квалификувана работна сила, меѓутоа исто така автомобилската индустрија е една интересна индустрија која ангажира голем број на вработени лица и еден дел за намалување на невработеноста да се создадат работни места, секако кои ќе ангажираат што поголем број на вработени. И токму е таа оваа индустрија. И има тука клучни секако компании кои од самиот почеток инвестирале како први компании, странски компании, како например Johnson Controls, кога инвестирал тука на самиот почеток, меѓутоа фактот дека потоа инвестирал во втора и трета инвестиција е доста позитивен пример дека бизнес условите се одлични за извршување бизнес тука и затоа ги пласираат инвестиции во втори и трети инвестиции. Потоа би рекол Johnson Metic е фактички еден на големите компании која извезува од Република Македонија, еден познат бренд. И Ван Хул, тука во овој регион во Скопје, така би рекол се една на значените инвестиции кои кога ги презентираме условите за инвестирање во Македонија, тие се вака незвучните имиња кои им помагаат на други компании да знаат за каков вид на инвестиции се работи тука во Република Македонија. Меѓутоа, она што би го истакнале, ние посебно сме имали голем допринос економскиот развој да биде подеднаков во целата држава. Значи, посебно оние рурални места каде што до сега не биле застапени со никаков вид на инвестиции, дали се тоа странски или домашни, да имаат можност луѓето што живеат во тие околини да имаат можност да фактички да работат за некои од овие компании. И тоа ни беше наша цел од самиот почеток, така што почнавме со некои компании како на пример Гришко што отиде во Демирхисар уште на самиот почеток, сега имаме најава на уште една германска компанија од текстилната индустрија која веќе ќе инвестира таму. И тоа се покажа како една одлична инвестиција за тој регион, затоа што самото население, рурално население е доста задоволно од ваков вид на инвестиции. И можам да кажам дека посебно во тој Демирхисарски регион, затоа што често сум бил во посета на овие производствени капацитети, во разговорите со граѓаните се тие доста задоволни и од самиот инвеститор, затоа што во минатото немале такво искуство.
што може да овие бенефиции што вработените ги имаат во овие рурални средини може да се поголеми секако бенефициите што ги имаат вработените во некој поголем град како пример Скопје, затоа што тука изборот и можноста да се вработи човек во повеќе индустрија е поголема. Она што би го истакнал исто така е кога ќе доаѓаат компании, исто така ние настојуваме да од разни индустрии да бидат распроделени и на источниот дел од Република Македонија, затоа што некои градови таму секако дефинитивно треба дополнително да се развиваат и во таа насока компанијата Гранфилд беше насочена во делот на Пробиштип. Тие секако се во фаза на градење на својата фабрика и мислам овие 280-300 работни места што ќе бидат креирани во овој регион ќе бидат добре дојдени секако. Тука се вклучени и високообразовни кадри, значи не само работна сила, туку високообразовни кадри како инженери, маркетинг, вработени кои ќе бидат ангажирани од локалните универзитети од Штип и од другите универзитети во тој регион. Значи целта кога ќе дојде некоја компанија е да се образложат сите региони пред таа компанија и структури на работна сила што постојат во тие региони. И компанијата ќе ги посети сите тие региони, претежно тоа е 5 до 8 градови или региони. И на крајот тие ќе одлучат во кој дел би инвестиране. Меѓутоа, како влада и секако нашата цел е да има државата рамномерен развој во секој дел подеднакво. Не ве обезхрабрија критиките и скептицизмот кои доаѓаа особено од страна на опозицијата. Напротив, со едно засилено темпо продолживте да привлекувате странски инвеститори кои во огромен број веќе дојдоа во Македонија, инвестираа и вработија граѓани. Тоа се видливи работи и лесно може да се потврдат успесите. Стално треба да гледате вистинската реалната слика на терен. Значи, имате над 50 нови изградени фабрики или фабрики што се во фаза на градба. Значи, имате доста други голем број на компании кои се во Бранфилд, значи постоечки хали. Имате голем број на компании од информатичка технологија кои барем не сме ни ги објавиле. Значи, може да тие вработуваат 30, 50, 100 лица, тие општо не се објавени, меѓутоа постојат и креираат многу работни места во економијата. Значи, кога ќе ги видите реалните резултати и резултатите што независни светски реномирани институции и медиуми ги кажуваат, тогаш заклучувате дека има дефинитивно прогрес во економијата. И сега, ако можам да кажам, кога ќе видите на земја како се развива, значи ние сме влезени сега во фаза каде што имаме дополнителен ефект од постоечките компании да привлечат други компании. Значи еден домино ефект во развојот на економијата и посебно во привлекувањето на инвестиции. Тоа го можам да кажам лично од оние компании со кои сме веќе соработувале, значи сме работеле многу да ги привлечеме. Сега тие комуницираат со нивни соработници, добавувачи од странски, како на пример, за да дојдат и тие да инвестираат тука во Република Македонија. Значи фактички ги гледаме вистинските резултати на терен и тоа не охрабрува дека економијата ако би продолжила во овој правец би заземала една поголема динамика, значи не само во однос на економскиот раст, меѓутоа динамиката исто така би била забрзана по однос на креирање на работни места. Затоа што веќе Македонија резултатите се видливи, повеќе компании би доаѓале во Македонија и она што е најпозитивно, мислам дека сите компании што се тука странски компании, сите од нив сакаат да соработуваат со домашните компании. Значи, повеќето од нив настојуваат да најдат добавувачи тука што се од Македонија, место да има добавувачи од Западна Европа или од Југоисточна Азија, во нивна корист ако соработуваат со добавувачи од Македонија. Во таа насока домашните компании со помош на владата и мерките што се превземани веќе соработуваат со голем број на странски компании. Мислам во овој момент се над 500 компании, меѓутоа има можност за уште повеќе компании тоа да го направат. И тоа ќе овозможи
и веќе постои пазар и потреба, што можам да кажам е за оние компании кои имаат предприемачки дух, доформат нови компании, дали тоа се услужни компании, некој вид на производствени компании, да ги услужуваат услугите на овие поголеми странски или домашни компании, затоа што таква веќе потреба постои. И со владините мерки за поддршка на предприемништвото, со поволните кредитни стапки, тоа може секако да се направи. Значи, тоа е доста интересно за она млада структура на луѓе, студенти кои веќе се при крај со своите студии, за добро да анализираат структурата на компаниите кои функционираат во Македонија и тоа да го направат. Тоа многу лесно секако може да се направи во информатичката технологија и тоа веќе го прават доста домашни компании. Така што целокупно кога ќе видиме целата слика, значи реална слика зборувам, и кога ќе ги видиме релевантните извештаи од реномирани светски институции, кои се најглавните институции во светот во областа на економијата, гледаме на многу позитивна слика и многу позитивна насока во која Република Македонија се движи и очекуваме резултатите драстично, експоненцијално да бидат подобрени во следните години. Наметнавте и почитувате една професионална етика или работен договор, па никогаш не ги објавувате имињата на идните инвеститори додека самите не ја соопштат одлуката. Но можеме ли да говориме за тоа без конкретни имиња? Доаѓаат ли нови инвеститори во Македонија? Постојано сме во комуникација со нови инвеститори, додека ги спроведуваме оние инвестиции кои се најавени и кои функционираат во Република Македонија. Во крајов на овој месец ќе објавиме уште една компанија која веќе одлучи и оформи компанија, веќе почнува со своите вработувања тука. Во принцип тоа го правиме затоа што самите менаџери на компаниите одлучуваат кога да објават својата инвестиција поради тоа што може да има влијание на нивните одлуки во други делови на светот каде што тие функционираат, затоа што сепак се мултиинтернационални компании или компании кои функционираат во повеќе делови на светот. Паралелно во почетокот на мај доаѓа уште една компанија која од исто така производствена компанија од електронската индустрија. Тие ќе дојде тука за прв пат во Македонија, меѓутоа врз основа на она што веќе тие се тука предвидени да дојдат како референца на една постоечка компанија, имаме доста позитивни очекувања дека тие можно е да за кратко време да одлучат да инвестираат во Македонија и кон крајот на мај очекуваме уште една производствена компанија која ќе дојде по втор пат да инвестира во Македонија. Меѓутоа, исто така за втората половина на годината, кон крајот на септември, имаме најави од компании веќе кои треба да дојдат во Македонија, значи не имаат посетено. Можам да кажам слободно дека компаниите со кои комуницираме, тие доаѓаат, значи постојано доаѓаат, се заинтересирани сепак за Република Македонија, затоа што сепак ќе се навратам на она што кажав, гледаат реалната слика и ги следат релевантните бизнис институции и економски институции во светот кои укажуваат реалната слика на македонската економија, меѓутоа исто така паралелно тие комуницираат со голем број на компании веќе кои се тука и ги слушаат секако нивните совети, па потоа одлучуваат да доаѓаат и да инвестираат во Македонија. Освен најголемиот добробит, тоа се новите работни места, придобивки од инвестициите има цела држава.